Од почетокот на наредната година ќе се воведе 35 часовно работно време во текот на неделата, за разлика од досегашното 40 часовно работно време. Вице-премиерот Фатмир Битики истакна дека анализите се уште се во тек, за да се знае точно во кои сектори ќе се воведе оваа пракса. Дециден е дека како мерка ќе влијае за зголемување на продуктивноста кај работниците. Се уште анализата не е финална во кој сектори, но тоа што го кажуваме е дека од 1 јануари 2025 најмалку во 3 сектори ќе го аплицираме за да видиме кои се начините на спроведување. Тоа е веќе практика на секаде низ Европската унија, но и е веќе барање од двете страни, и од работниците како такво, затоа што е мерка за зголемување на продуктивност, а од друга страна е за подобрување и на животниот стандард и квалитетот на живот на сите кои што живеат во државата. Од Сдруженијето Гласен текстилец Штип велат дека одлуката треба да се воведе во производство, оти таму најмногу е потребен одмор на вработените. Председателката Кристина Ампева посочи дека одлуката е добра, согласувајќи се дека ќе се зголеми продуктивноста кај вработените. Меѓутоа да не биде само за јавниот и за IT секторот, него да биде за производството, бидејќи на тие работници особено им треба, да речеме, одмор. И тоа после да не се искористи за да се направи воведување на сабота да биде загарантирана, па повторно да имаме неисплаќање тужби, лично инспекцијски надзори. Значи тоа би значело, ако не се намали плата, ако не се додаде работно време за производството, зборам, бидејќи повторно на тие работници им треба малце повеќе права, бидејќи ги губеа со текот на годините. Исто би значило дека ќе бидат повеќе одморени и дека ќе бидат попродуктивни. Согласно ваквата одлука, според Битики ќе се зголеми бројот на вработени во државата.